Пред малку заврши пресконференцијата на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров, која траеше речиси час и половина. Телевизија Телма интегрално ја пренесуваше во живо, а и со новинарска екипа на терен и со синхронизиран превод. Пресот го следеше колегата Боби Христов. Боби, кои се пораките и заклучоците на рускиот министер? Токму така, Александар, за сите оние кои што нема можност или не ја следеле пресконференцијата на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров, која траеше околу час и половина, да го дадам само генералниот контекст. Пресконференцијата беше целосно во организација на руската делегација како дел од присуството на Министерскиот состанок овдека во Скопје. Сите прашања и изборот на прашањата беше раководен од портпаролката на Министерството за надворешни работи на Русија Марија Захарова. Иако рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров на почетокот рече дека нема многу да зборува и навистина во воведниот збор беше краток, начинот на кој што беа дозволени прашањата овозможи во голем дел тој да ги повторува своите позиции, официјалните позиции на руската дипломатија, официјалните ставови на Москва и во поглед на кризата во Украина и во поглед на состојбите во кои што се наоѓа ОПСЕ, односите со западноевропските земји. Главните пораки кои што ги упати се обвинувања исклучиво кон западната дипломатија, кон неговите западни колеги. Рече дека вчера имало малку гласови на разум овдека на самитот во ОПСЕ, дека неговите колеги се борат за распределба на клучните позиции, а не како што рече за суштината на проблемот во кој што западна ОПСЕ. Притоа ги обвини западните дипломати и земјите членки кои се дел од ОПСЕ, но во исто време се и членки на Европската Унија, дека ги подкопале од трите основни столба на ОПСЕ, дека ја деградирале целата организација, правејќи од неа своевидна украинизација. Не штедеше Лавров зборови со кои што ќе ги опише неговите колеги, оној кој што најчесто квалификацијата која што најчесто ја користеше е дека како и во низата обиди кои што, како што тврди, ги имал во минатото да се воспостави повторно диалогот на Русија со западните земји, нарушен по руската инвазија на Украина во февруари 2022 година, а напори кои што рече ги имал и вчера на овие состаноци, дека сето тоа не успеало според него, цитирам, поради кукавичлукот на западните дипломати, кои што, според Лавров, сакаат да ја презентираат единствено нивната вистина, а нивното однесување го оцени како целосно прекршување на сите принципи на кои што почива на меѓународното право. Што се однесува до она што ќе се случува понатаму со ОПСЕ? Има многу начини, но не верувам дека ОПСЕ ќе преживее, рече Лавров. Тој порача дека дал рок од 3 месеци, значи некаде до март, да се продолжи мандатот на 4 клучни функции, тука е генералната секретарка и останатите високи представници, вклучително представникот на ОДИХР за малцински прашања, за медиуми и така натаму. И иако имаше неколку прашања, дали Русија и официјална Москва планира да го напушти ОПСЕ, како што тоа се го направи со Советот на Европа, Лавров не даде директен одговор, туку повторуваше постојано една иста констатација или, ајде да ја наречам фраза, дека неговите мислења клучно се разликуваат од сите ставови искажани од останатите земји учеснички во изминатите 3 дена на самитот во Скопје. Да ја слушнеме изјавата во овој дел. Имаме цврсти докази дека нашите западни колеги не извлекле никакви поуки од нивните неуспеси. Тие
ги користат структурите на ОПСЕ упорно и 95% од говорите на колегите од Западот беа само концентрирани врз тоа. Ние бевме единствениот глас на разумот кој што потсети дека ОПСЕ е организација основана заради безбедност, заради соработка за безбедност. Се е уништено во политичката сфера. Се одбива да се усвои конвенцијата за конвенционално оружје. Исто така има и други бројни договори и спогодби кои што не се подпишуваат, а се насочени кон постигнување на безбедна стабилност во безбедноста и намалување на оружјето на европската сцена. Долго траеше тоа набројување на различни документи, на различни ситуации од минатото. Лавров на многуте прашања особено околу кризата, се извинувам, во Украина, држеше и историски часови, подсетувајќи на сето она што се случувало во минатото. И во однос на Украина одговорноста повторно ја пренесе кон западните земји, особено кон Европската Унија, која што иако била гарантор на договорот од Минск, како што рече, потврлила и не успеала во намерите тој договор да се спроведе. На директното прашање дали има на повидок некаква можност за разговори со Украина околу разрешница на руско-украинската криза, односно како што Москва ја нарекува, односно војната на Русија во Украина, Лавров рече дека таква можност за сега нема. Без оглед кој да беше прашањето, Лавров беше подготвен од неговиот тим да чита документи, да чита изјави на западните дипломати со кои ќе аргументира дека тие не се во право, а Москва ги има и ги има вистинските причини. Од тука следуваше и прашањето на Телма, дека начелно го прашав Лавров дека начелно за танго, како што за танго се потребни двајца, така и во меѓународната политика двајца се потребни и за диалог и за непријателство, и подсетувајќи на неговиот вчерашен говор и на воведното излагање на пресконференцијата во која што ги обвини западните дипломати и западните земји за хипокризија во контекст на војната во Украина и руската инвазија врз Украина. Моето прашање беше кој е поголем лицемер, дали западната дипломатија, како што тврди Русија, дали официјална Москва или можеби подеднакво сите, и исто така прашав дали и кога Русија ќе ја преземе и сопствената одговорност за сето она што се случува, не само во рамките на клиничката смрт на ОПСЕ како организација, туку во контекст на целосното подкопување на безбедноста во Европа. Направи една подолга обсервација на целата ситуација, но клучната порака беше Москва е подготвена да разговара, но не, цитирам, се додека постојат кукавици кои што сакаат да го украинизираат ОПСЕ. Еве што одговори Лавров. Ако се придвижиме кон Балканот сега, исто како во случајот на договорот од Минск, кога Франција и Германија се нарекоа медиатори во име на Европската Унија, Европската Унија исто така беше медиатор и е медиатор меѓу Приштина и Белград во нивната потрага по договор за статусот на Косово. Тоа беше во 2013. А договорот од Минск беше подпишан во 2015. Значи тука некаде. Во двата случаја, да ве подсетам, Европската Унија е медиатор. Во двата случаја ваквата медиација завршува со нула, со ништо.
Европската унија едноставно ја покажа нејзината безпомошност во двете ситуации, а во двете ситуации се работи за истата работа. Значи се работи за две републики кои што сакаат во кои луѓето сакаат да зборуваат на руски, кои што сакаат да ги школуваат децата на руски, да имаат локална полиција, собствена органи за спроведување на законот, медиуми на руски и тие да раководат, односно да се ги избираат судските власти. Ова е идентично со правата што требаше да им се дадат на србите како дел од српската заедница во Косово. Во двата случаја Европската унија гордо кажа дека одиграла одлучна улога, меѓутоа во двата случаја Европската унија ја покажа нејзината импотентност. Ние сме подготвени да полемизираме, да ја одбраниме иднината, меѓутоа од друга страна има кукавици и оние кои што сакаат да ја украинизираат агендата, односно дневниот ред и активностите на ОПСЕ. Русија нема да претрпи пораз на самиот терен. Токму така, кукавици беше најчестиот збор кој што го употребуваше Лавров. Многу малку прашања можеа да бидат поставени во кои тој немаше можност да ги промовира официјалните позиции на Москва, сите прашања кои што излегуваа од таа вообичаена матрица и замислената режија, условно да ја наречам, сценариото за пресконференцијата и изборот на поголем број од руски новинари кои што имаа можност да поставуваат прашања од страна на Руското министерство за надворешни работи, се беше во контекст на промоција на официјалните политики на Москва. Сите други прашања наидуваа на саркастични забелешки од страна на Лавров, од типот на тоа, еве, ова е супер прашање на кое што ќе се радуваат вашите шефови, алудирајќи веројатно на представниците и на западните дипломати. Она што исто го кажа во однос на Македонија беше дека тој се чувствува добро во Македонија, дека руската одлука Македонија да се прогласи како непријателска држава не се однесува на македонскиот народ и на македонците, туку како што рече на владата која што ги поддржува политиките на западноевропските земји. Одговараше и на многу други прашања околу Израел, состојбите на Косово и така натаму, но она што е клучната порака е дека не се согласува со ставовите на сите останати министри кои што биле вчера. Официјалните заклучоци за тоа каква ќе биде иднината на ОПСЕ веќе знаеме. Идното председателство со Малта е потврдено, кои се другите одлуки ќе се дознае на завршната пресконференција закажана за 14 часот и 30 минути, која повторно ќе оди во директен пренос на телевизија Телма. Во меѓувреме, во секое време се очекува пресконференцијата на американскиот амбасадор во ОПСЕ Мајкл Карпентер, а во рамките на надвор од официјалните дискусии околу иднината на ОПСЕ денеска се одржа и 3 одвоени форуми. Форумот на граѓанското општество, форумот за правата на новинарките, за правата на жените и за онлайн насилството врз новинарките и улогата на теренските мисии за ОПСЕ, форум кој што се смета за најзначај, бидејќи овдека се сите шефови на делегациите на теренските мисии на ОПСЕ. Тоа е генерално се впечатоците генерално од долгата пресконференција на Сергеј Лавров. Завршните заклучоци, завршната декларација следуваат повторно во директен пренос на Телма во 14:30. Александар. Боби, ти благодарам за истрпниот извештај. Ти денеска го следеше пресот на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров. Ние продолжуваме сега со останатите содржини.